среќни сте што токму вашето бебе е првото бебе. Да. Што си посекувате за вашето најмило? Па ништо, само да биде здраво и живо и среќно. Традиционално, како представник на општина Куманово, заедно со поддршка на градоначалникот Максим Димитриевски, ја посетовме родилката, првата родилка во 2025 година, мајка Хамиде. Роди преубаво женско дете вчера во 17:10 часот и посакав прво таа да се опорави, потоа на девојчето да е живо, здраво, среќно, да си ја сака државата, да си го сака градот и да си остане овдека да придонесува. Во ова прилика на сите кумановци им ја честитам 2025 година. Чувствувам дека ќе биде успешна година и на личен, меѓутоа особено на професионален план, на план на развој на општината и на развој на воопшто на државата. Заедно со директорот денеска ја посетивме жената и новороденото дете. На персоналот во болницата им посакувам среќни новогодишни празници, успешна работа 2025 година, а на младите од Куманово да планират навремено семејства и да не чекаме во 17:10 првородено, туку веднаш по полноќ. Значи, семејството е клучно за создавање на едно општество, на градот и на семејството, на традиционалните вредности. Првородено дете е од женски пол. Вчера се случи породувањето во 17:10 часот, значи во попладневните часови, со телесна тежина од 3600 грама, 49 сантиметри должина, со царски рез. И мајката и бебето, како што снимивте, се во добра и стабилна здравствена состојба. Раѓањето на женскиот плод наговестува плодна година, плодна и берикетна година. Имаме тренд на намалување на раѓањата, за жал, и се надевам дека е ова предзнакот на женскиот плод за плодност и берикетност и зголемување на бројот на раѓањата. Минатата година имавме 730. За жал, оваа година ја завршуваме со 688 раѓања. Значи, без малку 40 и нешто раѓања, помалку него минатата година. Затоа на моите сограѓани, на моите кумановци, им посакувам една среќна нова година, исполнета со добро здравје и со повеќе раѓања, повеќе свадби и повеќе дечиња. Куманово е родилиште во североисточниот регион, така што ние покриваме и општина Крива Паланка, и општина Кратово, исто така општина Липково и општина Ранковци и Старо Нагоричане. Ние сме само 7 доктори специјалисти и тоа е малце потешко изводливо да се покрие 24 часовна служба. Поради тоа со помош на директорот имаме обезбедено и доктори специјалисти од клиниката за гинекологија од Скопје кои доаѓаат и помагаат во покривањето на службата. Така да сме покриени 24/7, меѓутоа е малце тешко и напорно за да се обезбеди сето тоа. А во однос на инфраструктурно, однос на кревети, нешто новини, однос на набавка на опрема, што ви недостасува, што е приоритет? Во однос на приоритет? набавка на опрема, некаде јули месец добивме вагинална сонда како донација од Романската амбасада. Тоа е добро за нас, меѓутоа треба повеќе од тоа. Се надеваме дека во догледно време ќе успее директорот заедно со Министерството да обезбедат средства за да се направи едно комплетно реновирање на целиот одел, на родилните сали и на гинеколошкиот одел. Меѓутоа тоа не зависи само од нас, ние секако бив прифатиле секаква опција за подобрување на квалитетот. И колку вкупно бебиња се родени во новата година Во новата година, за овие ден и половина, се родени 2 бебиња, двете се женски пол, двете се добри, мајките се добри. Така. Има ли некој породување во тек? Моментално има една пациентка во предродилна сала, меѓутоа кога ќе биде не знае. Само што едно, кој дете е на родилката? Прво, второ, На првото породено дете е второ дете во семејството, првото било машко, ова е женско бебе, двете се со царски рез родени, и првото и второто.